Во мојот дом од секојаш има бело. Мора да има бело. Шо си ме дала, бе? Шо е ова? Ова е мешано. Така? Мешано си ми донел, бело. Зашто ти нормален, бе? Ова ти го враќам, не го купуjem. Дај ми нешто чисто што имаш. Дај. Еди гомна. Јаде, бе, мал. Јаде. Ова може. Овчо. Да, ова може, ова е чисто. Ова го купуjem. Цело, не мора да го пробам. И жуто имаш. Жуто. Чекај се го, ова е чисто, така. Така бе, човек, така. Зашо си мајмен или дилер? Или снабдувач со дрога у превод? Чисти да ми носиш ова мешано, види го. Ова бело ли ова, кажем, Не трне, не ми трне. Некој шит си ми донел. Имама мамата. Зашо бе плаќам, бе? Армија дилери, уров. Му ебеш матер. Значи, знаеш ли сам кај мене мора да има бело. До душа имам и однапред жуто, од позади кафеаво, али тоа треба сега машина да пуштам за перење. Имам и такви. Значи има цел асортиман други, али преферирам чисто да биде. Е шит, човече, мешано бело си ми дал. Глупости. На кој мој ке ми е мешано бело? Не трне джаве, види. Не знам вие шо бело имате по дома, види, по ова ќе го познаете, Не трне. Не ми трнат непцата. Ова ни за со жуто не, ова е со ракија не. А ова ќе ги пробам после. Ова што не морам чисти се овие. Така бе човек. Ако више те плаќам, сакам чисто да ми донесе жуто, овчо, бело овчо да го ебам. Да се заебаваме се. Ја ефтина роба не ќам, бе, не ќам. Не ме гледај така. Знаете само што ми е мистерија? Не бе, не трне. Знаете само што ми е мистерија? Овој со цел памет додека конзумира бело, не е сирење. Дозволува да го снимаат. Сега не знам оваа дали го снимаше оваа што лежеше таа цура ли беше некоја, ако му е таа дилерката што си ја пемба умеѓу време, не знам, нама така многу залегната ми беше некако опуштена. Ако му е таа дилерката, ако се обраќаше на неа, тогаш значи се работи за бајге ретардиран, ако е бил директор, ако е доктор, факултет завршил. Стварно ова е упичко матерно е. Што желба ке беше кај доктори во политика да се пикаат. Ненормална работа. Ева што се пикаат него, место да овакво, он прави онакво. Што сега ти кажам? Значи, колку треба да си ретардиран? Директор некој те стајал, ти дал таква доверба. Ете, викаат, биле другари со ова. Те назначил на позиција директор, 2000 и кусур евра плата. И ти да му го ебеш изборот, да му се мочаш на реномето на партијата што ја води, да и се помочаш на партијата со тоа што ќе дозволиш некоја дилерка која што ја пембаш или не ја пембаш да те слика со мобилен и со цел памет ти дозволуваш да те сликаат додека као од позиција на директор на клиника шмркаш, бело припремаш. Тоа е врв на не знам како на ретардираност, не знам како да ви кажам. Тоа е ретардирано до имбецилност. Вака која сме правиле муавет, која сум правил порано, на вакви моменти сум мислел дека такви некои шупаци од 4-5 ешалон, некој ќе наместиш на позиција некој, он ќе ти се помочи у супата со глупост. Реномето ќе ти гури. Ќе те извалк, како избор што си му направил, како функција што си му ја доделил. Од твојата позиција ќе извалка од позицијата што си му доделил да биде директор или што знам што таму.
И толку да нема шакал, значи тоа му е спржен мозокот од кока. Да, и ни еден момент да не му текне, чекај бе, кој е ова што ме снима, или овој, не знам стварно кој е ова. Како бе така дозволувам да ме снимаш, шо правам? И таа снимка после шо? Таа снимка после знаете колку може да го оценуваат за многу работи. Било кој да дојде да го оценува. Кај што ќе дојде снимката и кој што ќе има зли намери со таа снимка, да ја злоупотреби. Па може партал злоупотреба да натераат у криминал, да влезе у ово. Нема врбоен си. И не само тоа, него самиот се жигосуваш за цел живот кој онаа будала на оној идеолого на СДС, која со тоа кирбито која увлекуеше кокаин. Кој после таа снимка него, еве сега нешто он тогаш оставка од партија, се гледам па се вратил па. Кој понатаму него ќе свати сериозно? На било која позиција утре СДС нешто ќе го испошувам син на овој светскиот фраер на СДС. Се што знаем. Он па мора да напредува таа партија, нема да го остава така, у 4-5 ешалон. И кој ќе го свати сериозно на секој негово појавување утре или на битна функција или негде, оп, ќе му извадат снимката. Дечко, ова ти си? Белово ми останало на палец. Мој беш матер, ракија никој не да. Какви говедасте цици. Сега бело имам, ракија не даате. Некој да кажеше, дечко, еве ти глумец, еве ти ракија на некоја тама домашна некоја, божа ракија. Да ме спржи. Кој ги освати тој сериозно, тој Џон, како се викаше, Џон Куртон, овој синот на овој големиот идеолог на Социјалдемократскиот сојуз. Кој ќе освати другачи освен као Куртон? Со тоа, као што и овој, сега кој утре ќе го свати сериозно? Али трагично е што скандалите у здравството се зголемуваат. После онаа на онкологија што доби ослободителна пресуда, фактички ослободителна, условно ја осудија, а не ја изгуби овој дозволата за работа и понатаму ќе лечи пациенти. Што учествуваше во оној грозоморен скандал на онкологија со биолошката терапија која што била крадена, шиткана на црно, а на пациентите што си ја платиле уредно со многу пари им бил даван физиолошки растор. Условно казната, без да ја загуби лиценцата за работа. Овој? Али Венко тука се јави. Дај вика одма лекарска комора да испитаме тоа дали е способен да лечи. Аха, да, као ваши обвинители што ослободи оваа од онкологија, она способна е да лечи, бе Венко? А? У чиво време беше скандалот со онкологија, а Венко? А? Кој беше тоаш министер? Може не беше ти, пошто ти си отидеш шом овај со ковидов, не знам дали, може и ти да беше, а може и да ти да не беше, ама тоа е тоа здравство, нели така? А? Шо правиме со неа? Некој ќе испитува кај неа колку е работоспособна. Али по тоа можеш да видиш како Венко беше го обзема, како се вика тоа. Луѓе, не ми е добро, овој цел ден од вчера не ми е добро, ама морам да јадам говна, сам сум тука цело време и што куров ми сега, нема да лежам цело време, курац, некој вирус ме фати, колега некој ми го пренесе на проби и така, а премиера се ближи, сите вчера нешто начнати болни, кур се тресуларна. И нормално, викам, че боље ќе снимам нешто да не лежам, иначе се препотувам се. Али до, и што се кажа, по што ќе видите Венко дека више го фати тоа, како се вика тоа манијата на величина, ја би рекол. Представува кандидат за локалнива за Ѓорче Петров, извесен Коки. И му вика, и сега потенцира, вика, ја свесно го наместив него, го ставив да би се трка, затоа што немаме говорник, туку имаме работник, браво Коки. И после 2 секунди вика, ама за овие 2 месеци Коки научи да збори. Па добро бе, ти лајло една Филипче. Па какви бе вие ставате за да се тркаат за градоначалници омутавени? Мутави у смисла на муте, на мјут. Мутав доаѓа од муте, нема способност за говор. Омутавени ставате и у наредни за време на кампањава за да научат да зборат како изгледа тоа бе кога ги бирате, а? Ти му викаш, дали сакаш да те ставиме во трката за градоначалник за Ѓорче Петров и Коки ти вика,
мислам, не се врејете се ова да го смените, демек јас се спрдам со овие, со лицава, со овакви. Со мани, разни. Значи не е тоа поентава, и се извинете вака што. Ама стварно те тера на абсурд ситуацијава да се замислиш у глава. Вие сте таму у СДС, што му тавевте сите? Такви ве бираат, сега почнат такви да ве бираат за уградоначалничка трка. Како му го начука на дечко, него не знам кој е тој извесен Коки. Коки. Вика Коки, вика. О, не е говорник, он е работник, после секунда вика, ама за овие 2 месеци се научи и да збори. Леле мори мај. Како му го начука. Абе, грам мозок немате вие. Грам мозок немате, грам мозок. Ти Венко да го ставиш председател на партија. Па сега на Рилсон му го вртат кај ше супер духовит, вика, многу е ладно, дај вика само на крај да ги спомнам сите успеси на владата на ВМРО, ДПМН и чути едно 5 секунди, вика, фала многу, ќе се видиме демек. И тоа на сите Рилсови иде, тоа го плаќа демек, најдуховитиот момент во досегашното председателствување на Венко Филипче. Како кој им го начука на ВМРО. Венко, ви изгледа не знаете, али ние други ве знаеме, дека сте умрени. А тоа е проблем со секој умрен човек, што не знае кој ќе умре дека е умрен. Други ве знаат. Сега ние знаеме дека сте умрени, а многу е, како да ти кажам, неотесано да се правиш дека си жив, а си умрен. Без везе, пошто гледаме дека сте умрени. Значи, ВМРО за наредниве до крај на овој мандат од 4 години ќе направи толку ствари што вие, Венко, немате направено како партија од 91 навак. Кожебега, тоа е проблемот на водници со ВМРО. Ко се на власт, не можеш да ги сопреш. Кој една песна на ја што си ја Шатро, што си ја пеам. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. I'm the one that you are looking for. Ja Mustafa, не може да се заустава. Така овие ВМРО, кој ќе реша да прават нешто, кој ќе доја за да... Прават, бе, не можеш да ги зауставиш. Ja Mustafa, не може да се заустава. Така да тешко вас, бе, човек. Погром ќе доживеете на избори. Погром! Па може за наредни 4 години ќе поднаучите да зборите. Пази, за зборење правиме муабет. Не правиме муабет за дела, за нешто работа, за зборење. Пошто очигледно таму сте омутавени сите дојде, не е само тој дечко за градоначалник што си го ставил да ти биде. Да. И мешано не. Не, мешано е, го мешано. Не трне. Ја не знам она трничко, но од него дали трне нешто ако е мешано. Ама од ова не трне ништо. Сега, само чисто. И ракија, бе, ракија, бе, ракија. Болен тука, ја лежам тука. Колеумка нешто цел ден си јевам, мајка, бе, ракија, бе, немам со кога да се напи. Да му јебеш мат. Не. Али битно добар говорник сум ми. Да мисли вака болен колку јадам говно. А текој сум здрав. Ајде, чао.